Црвениот крст ќе реновира една соба во физикалната терапија. Материјалот потребен за реновирање веќе е набавен и за многу кратко може да се почне со работа. Преку наши донатори се обезбедени ламинат, боја за фарбање и се оно што ќе биде неопходно за средување на просториите. Инаку претходно во соработка со Црвениот крст на град Скопје се обезбедени и други материјални добра, како што се кебиња, чаршави, асепсоли, значи средства за лична хигиена, и сте се донирани овде. Ангажманот на Црвениот крст следува по побараната помош од самото одделение, каде условите за работа и престој се катастрофално лоши. Секојдневните незадоволства на пациентите ми потикнаа на размислување да се нешто преземе и да направиме нешто за да го подигнеме нивото на престоја на пациентите, бидејќи цели 20 дена поминуваат во овие простори. Се почнува со една соба, но за да бидат реновирани сите соби на одделението, потребна е поголема помош и поддршка од целокупната јавност. Сите кои имаат непотребни намештај, меки работи кои ќе најдат примена кај нас во нашава зграда, да ни донираат и на тој начин ќе можеме да бидеме и ние задоволни во работата и да бидат задоволни нашите пациенти. Инаку, физикалната терапија нуди услуги на пациенти од целата држава поради квалитетот на водата кој е идеален за костозглобни заболувања. Ние го покриваме целиот источен регион, значи се лекуваат пациенти од Источна Македонија, како и дел од Скопје, по препорака на одредени лекари. Имаме вработени терапевти, имаме и терапевти волонтери, кои што се стварно на едно задоволително ниво со работа. Меѓутоа, гледате како е, нема што да се објаснува, ако поминете да видите како е. Значи, стварно треба и мора да се направи за истокот ова. За еден месец во амбулантите на физикалната терапија се лекуваат околу 300 пациенти, а на одделение се задржуваат по 30-тина.